Red Bull е најголема компанија за енергетски пијалоци во светот. Со 9 милиарди лименки продадени во 2021, се едно најбогатите компании. Но не е само тоа. Red Bull се мајстори на маркетинг. Тие ги спонзорираат сите спортови што ќе ти текнена. Но најзаинтересирани се во Формула 1 и во фудбал, каде што поседуваат неколку Формула 1 тимови и 5 фудбалски тимови во Америка, Германија, Австрија и Бразил. И тие тимови се ФК Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Бразил и ФК Liefering. Дали приметувате нешто? Сите тие тимови го имаат истото лого, Red Bull. Сега би се прашале зошто Red Bull имаат фудбалски тимови? Лесниот одговор е пари. Сепак, зошто баш овие клубови? Ќе почнеме од Австрија. Red Bull се наоѓа во Австрија. Затоа не е чудно да имаат австријски клуб. ФК Red Bull Salzburg е едниот австријски клуб што го имаат и е на прво место во австријска Бундеслига. И уште малце секогаш е, што значи дека кима пари. Сега Германија. Во Бундеслига Red Bull го имаат RB Leipzig и тие сега се на трето место, што значи дека можда ќе се квалифицираат за Champions League. Што значи дека ќе има многу пари. Америка. Како број еден најголем купувач на Red Bull секако мора таму да купи тим. Фудбалот во Америка ќе расте во идниве години и затоа е добро да инвестираат во тоа. И за последно е Бразил, каде што домашниот фудбал не е толку познат како интернационалниот фудбал, но сепак и тоа ќе расте како во Америка. Сепак Red Bull ова го сваќаат како инвестиција. Сите овие мали клубови што ги имаат купено се во помали лиги, што значи дека во иднина знаат дека ќе растат. Например, во Америка фудбалот не е толку познат. Ама сепак, како што е светското во 2026 во Америка, Канада и Мексико, фудбалот во иднина ќе расте. Затоа Red Bull инвестираат сега за во иднина. И се е за пари. Ама зошто не би инвестирале во големите лиги, како Премиер лига или Ла Лига? Прво нешто е затоа што го имаат Лајпциг. Лајпциг е во Бундеслига, како голема лига, сите топ 4 тимови одат во Champions Лига. Сега, Лајпциг нема многу конкуренција. Уште малце секогаш влегува во Champions Лига. Затоа што конкуренцијата се само Байерн Минхен или Борусија Дортмунд. Другите сите се доста послаби. Второто нешто е во Премиер лига има многу поголема конкуренција. Но и многу поголеми и побогати компании или луѓе имаат дел од тимовите. Например како Newcastle United, што се купени од Саудиска Арабија, или Манчестер Сити од Соединетите Арапски Емирати. И така Red Bull имаат купено прослави тимови за да можат поише пари во иднина да прават. Ај се subscribe и лайк, гледай го следново видео ако сакаш и се гледаме следно видео.